civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Разговарам со Јане Рибаро или Јане Ѓорѓиовски, автор, мултимедијален артист, активист на граѓанското општество, активист за човекови права. Мој соборец, мој колега од пред половина година од прилика и човек кој во Прилеп беше еден од најактивните организатори на шарената револуција и на други протести кои во времето на режимот го изразуваа граѓанскиот револт против практиките, политиките и практиките авторитарни на тогашната влада. Јане, здраво, како си, како се снаоѓаш во овие денови на изолација поради коронавирусот? Па мора да се снаоѓаме, здравјето е пред се, паролата е седи дома. Работата си бара движење, но здравјето е пред се. Се разбира. Ти во овие денови на карантин, што се вели, во кој се наоѓаат некои 4 милиарди луѓе на планетава, претпоставувам дека работи кои вообичаено немаш време да ги завршиш, па дали може нешто да споделиш со нашите гледачи? Што правиш овие денови? Освен што пишуваш текстови, се разбира. Интензивно се спремам за она што следи после карантинот. И оставил тоа да биде како изненадување за широката публика. Поединци знаат за што се работи. Имам еден проект спремено што во соработка со мојата редакција, со Frontline, го планиравме да биде ова време веќе реализиран, но само ќе кажам дека има врска со Собранието на Република Македонија. Добро. Во ред, да се вратиме на денешниот датум. Денеска е 12 април, ден кога започна шарената револуција. Цивил во меѓувреме излезе и со една иницијатива 12 април да биде прогласен за ден на граѓанскиот пркос, за ден на граѓанскиот протест. Ова е датум кога започна додуше првите ден, два, три и не толку нежни активности за изразување на крајниот револт на граѓанките и граѓаните на нашата земја против режимот, но потоа продолжи во нешто што прерасна во светски пример за мирен, но и многу креативен протест, односно израз на граѓанскиот револт. Дали можеш да ни кажеш нешто повеќе за тоа време, за шарената револуција, за тоа какви беа приликите во Прилеп, што правеше ти во тоа време, за да им помогнеш на граѓанките и граѓаните на Прилеп, но и на целата земја, да се организираат во отпорот против режимот? Јас би рекол дека шарената револуција почна барем 4 до 5 години пред да биде шарена револуција. Со сите тие активности и протести што веќе се надзира дека се на некој начин организирани, ние се само организиравме, граѓанските активисти, потоа се приклучуваја и многу невладини организации, па и политичари се приклучија за на крај тоа да стане едно општо народно движење кое што ги донесе промените кои сега веќе ги чувствуваме. Јас конкретно бев на релација Прилеп-Скопје. Значи, во Прилеп тогаш организирани протести, како што имаше, например, во Скопје, за некои барања од граѓаните и активистите немаше. Но имаше во Скопје и речи си редовно учествував на сите протести што беа во Скопје. Иако бевме малце, бевме многу јаки и многу силни, што покажуваше пресијата што ја правеше власта тогашна врз нас, покажуваше дека иако сме малобројни, бевме многу јаки. Конкретно во Прилеп, шарената револуција како датум започна на 5
односно на 6 мај. Тоа беше после јаките протести во Скопје и апсењето на неколку учесници на тие протести. Неколку луѓе од Прилеп, меѓу кои и јас, се само организиравме, ама буквално, како истовремено да рековме, луѓе, ние мора нешто и ние да превземеме тука. Се сеќавам дека беше петок и рековме од понеделник или вторник денот беше, стартуваме. Немавме никаква логистичка поддршка првиот ден. Започнавме на бина, со транспаренти, бевме организирани преку Facebook и преку ништо друго. Неколку портали, медиуми, тоа наше барање го за организирање на протестот го пренесеа, така тргна целата работа. Да, тоа беа многу возбудливи денови и времења кои, како што кажа ти, донесоа промени во земјата, а на самиот почеток од твоето сеќавање сподели дека шарената револуција не е единствената, се разбира, и ние заради тоа го нарековме тоа ден на граѓанскиот протест, а со тоа подразбиравме се што подразбира граѓански протест, мирен граѓански протест, протест со кој се изразува револтот против политиките и практиките кои ги загрозуваат човековите права и слободи. Се разбира, ние кога разговаравме за природата на овој датум, за тоа како треба да се одбележи граѓанскиот протест, ги исклучивме, по мое многу природно, оние протести на кои се повикува на убиство, на линч, на истребување на цели заедници или на етнички, верски, политички, па и други заедници во светот или во земјава. Ова е ден на граѓанскиот протест кој ја промовира слободата, ги промовира човековите права и слободи, човековото достоинство, правдата пред се. Дали можеш да споделиш некој момент кој ти оставил силен впечаток, кој останал во твоето сеќавање, кој би сакал денеска да го споделиме 4 години по овој датум? Два моменти ми оставија поголем впечаток, така. Едниот беше во Прилеп, другиот исто во Скопје беше. Во Прилеп беше тоа првиот протест, кога за чудо се собраја околу 4000 граѓани. Значи, организирано не беше никако, туку исклучиво само преку Facebook. Се сеќавам, паролата беше во стилот нешто: ако не ви е срам, оставете ме сам. И изненаден од толку голем број на незадоволни луѓе, од една страна изненаден, од друга страна не може човек да биде изненаден, бидејќи вистина беше ненормално тоа што се случуваше на политички и секаков план во нашата држава. Најдов во ситуација, првиот протест, да го поминам одма пред полицискиот кордон. Застанав со грбот до полицајците, само за да не се случи некој инцидент. Тогаш имаше многу чести провокации од провокатори кои што намерно беа уфрлани во нашите протести. Тоа искуство го имавме и во протестите во Скопје и решив дека ќе го жртвувам мојот прв протест во борбата, само за да не ми се да не ми го испоганат протест. Значи да не ни го испоганат протестот некои провокатори. И за среќа инцидент не ни се случи. Втор впечаток што ми остави беше протестот пред организација на Шарена револуција, беше протестот за Малата Тамара што го правевме, и тој протест јас го поминав буквално во обезбедување, завртен со грб исто.
Мислам дека тие протести најмногу ќе ги паметам, бидејќи работев нешто на што во моментот не бев спремен, туку така излегува како инциденти. Имаше многу моменти, повеќето беа емотивни, никогаш не спремавме говори, како ни сега, значи немавме говори пишани па да се држиме до тие. На првите, секогаш на почеток се читаја барањата и така почнуваше протестот. И беше многу интересно што ги имаше од сите, буквално од сите политички партии на протестите. Мојот повик беше сите што се држат до повикот за шарена револуција, до барањата од шарената револуција се добре дојде. Без разлика на политичка партија на која припаѓаат и сите други и сите други атрибути што можат да не раздвојуваат. Тоа би го кажал. Ти благодарам за овие моменти што ги сподели со нас, за овие искуства што ги сподели. За крај ти посакувам добро здравје, чувај се, па се гледаме во првата наредна прилика, бидејќи знам дека имаш дозвола за движење и за функционирање и во твојата редакција, а секако и како активист. Уште еднаш благодарам, се најдобро, имај пријатен ден. Здрави живи. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.